Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете прво со вас, граѓаните, да го споделам задоволството на она што денеска во срцето на демократијата македонскиот парламент се случува, веројатно за прв пат. Власта, опозицијата, граѓаните од сите етнички заедници се обидуваат да градат консензус по прашања важни за сите граѓани, за нашата земја Република Македонија. Самиот чин што ова го правиме е за поздравување и за висок респект и сум благодарен и на владеачките парламентарни групи и на опозиционите парламентарни групи за нивниот конструктивен прилог во градењето на национален консензус по прашања важни за сите граѓани и за Република Македонија. Денешната седница имаше за цел консултации и можност председателот на владата на Република Македонија и неговите советници да добијат сугестии од власта и од опозицијата во парламентот застапени по основ на прашањето, договорот за добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. И навистина ова консултативна фаза помина онака како што е редот. Ги добивме сите можни грижи, ги добивме сите потврди на позитивните аспекти од ваквиот договор, кој што во натамошна постапка и фаза ќе помине веројатно во консултации со владата, во консултации со граѓаните и на крајот чинот на потпишување. Уште еднаш да напоменам дека наша желба е да потпишеме ваков договор. До сега имаме одлична база за компромис помеѓу двете земји. Конечен договорот станува со ратификација на парламентот, што значи дека ниту еден поединец не одлучува за вакви работи, туку тоа се институциите, во ваквиот случај парламентот на Република Македонија. Договорот е навистина основа за добрососедство и пријателство. Двете држави во иднина ќе работат поблиску за взаемен успех. Договорот е добар за националните интереси на Република Македонија. Од држава со проблеми стануваме држава што ги решава проблемите. Ја зајакнуваме нашата позиција во регионот и во меѓународните односи. Со договорот, владата на Република Македонија уште еднаш ја афирмира посебноста на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Во договорот нема дилеми дека се работи за две држави, два народи и два јазици. Со договорот се отварат нови перспективи на соработка со соседите и забрзување на процесот на интеграција во Европската унија и НАТО. Со потпишување на договорот, ние стануваме пример за соработка во Југоисточна Европа. Ретки се државите во регионот кои отворените прашања ги решаваат по сопствена волја, взаемно, ако има искрена волја и од другата страна, а при тоа не се за тоа потребни некои така наречени политички ташкаши кои што доаѓаат од меѓународни организации. Договорот ќе помогне за поврзување во патната и гасната инфраструктура меѓу двете држави, ќе се унапредат размените на стоки, услуги и капитал. Трговската размена сега изнесува 500 до 600 милиони евра, зошто да не биде 1 милиарда евра. Ќе се даде јак импулс на изградба на коридорот 8. На самитот во Трст Македонија доби и грант од Европската унија од 70 милиони евра за изградба на тој коридор 8. Ке има гранични царински олеснувања. Младите од двете држави се поврзани, да ја олесниме нивната заедничка европска иднина е поентата на овој договор. Постоечките гранични премини ќе се реновираат, но ќе бараме отварање на нов премин кај Берово. Заедно ќе ја спречуваме недобронамерната пропаганда доколку се појави внатре во државите, заедно ќе бидеме против говорот на омраза и заедно ќе го поразиме национализмот. Република Бугарија цврсто го поддржува приемот на Република Македонија во Европската унија и НАТО, без да не условува со решавање за спорот со името. Република Бугарија ќе ни ги пренесе сите искуства од европските интеграции, особено во делот на прибирањето на средствата. Бугарија користи 97% од сите фондови што ги имаат на располагање во Европската унија. Многу важно, успехот со евентуалното постигнување на договор ќе биде заеднички и национален. Успехот ќе биде на сите граѓани и на сите влади досега и претходно. Процесот е започнат и воден од претходната влада, ние го финализираме. Иницијативата за договорот е започната во 2009 година и до 2016 година одржани се 10 заеднички комисии меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Во тоа име го повикуваме и ВМРО ДПМН и останатата опозиција да продолжи да учествува во заедничкиот успех и да даде поддршка на овој договор, кој што се надеваме дека ќе успееме да го потпишеме.
Новата реформска влада ќе води политика на пријателство и соработка и ќе ги решава сите отворени прашања кои Република Македонија ги има во надворешната, но и во внатрешната политика. Новата реформска влада безрезервно е посветена на отварањето на нови перспективи за развој и напредок на Република Македонија. Од држава која создава проблеми, стануваме држава која решава проблеми. Водиме политика на сплотување, а не на делби. Благодарам.